Почитувани граѓани, на повидок е нов финансиски скандал поврзан со парите за реконструкцијата на железничката линија Битола-Кременица. Според објавениот тендер и подпишаните договори за реконструкција, работите на оваа делница требаше да завршат до крајот на минатиот месец, односно до 30 јули оваа година. Како што може да се види, состојбата на терен не е како што би требало да биде. Потврда за ова дојде од самиот изведувач на работите. Бугарската фирма Vostroј потврди дека е завршено само околу 1/4 од предвиденото. Тие упатуваат на одредени тековни проблеми во работењето, а се соочуваат и со ненавремено префрлување на финансиите. Токму заради проблемите со финансиите, голем дел од фирмите подизведувачи подолго време немаат добиено ниту денар за извршените договорни работи. Според наши информации, само за градежните активности и превоз со камиони, фирмите подизведувачи побаруваат повеќе од 1 милион евро. Ако на ова се додаваат и неисплатените обврски за тампон, бетон, железо и други материјални набавки и услуги, долговите од изведувачот кон фирмите добавувачи и изведувачи надминува повеќе милиони евро. Зошто не се исплатени домашните фирми подизведувачи? Каде се парите? Особено ако се знае дека средствата во износ од 19,9 милиони евра се веќе обезбедени како неповратни средства од ИПА-1, трета компонента, наменети за изградба на железничка инфраструктура. Ако се знае дека договорот со Европската Унија е потпишан уште во ноември 2010 година, дали постои опасност Македонија да ги изгуби и овие средства поради некадарноста на власт? Кој ќе ја гарантира исплатата на средствата? Дали, со намера да се забошоти овој случај, се вклучува нова фирма од Тетово, која ќе ги продолжи работите на пругата? ВМРО-ДПМНЕ се повлекува, во игра влегува ДУИ. Ги повикуваме надлежните институции, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финанси, Управата за јавни приходи, веднаш да направат контрола и увид во состојбите. Криминално-тендерското владење на ВМРО-ДПМНЕ излегува на виделина секојдневно. Одговорност за ваквите состојби мора да има.